Никола Груевски и неговата влада и официјално можат да прогласат капитулација на нивната економска политика. Капитулираа на проблемот со невработеноста, банкротираа на полето на странските и домашни инвестиции и се друго на економски план им е во фаза на слободен пат. Нови вработувања во реалниот сектор готово да нема. Единствено неговата администрација и натаму се зголемува, за жал, на грбот на даночните обврзници и на кревкото стопанство. Битката со невработеноста дефинитивно е изгубена и покрај сите прескапо платени владини филмчиња и реклами од типот "Осмели се", "Направи го првиот чекор", "Отвори свој бизнис". Свој бизнис отворија само полените на фамилијата, а на нив очигледно супер имоди. Сите други се на списокот на Агенцијата за вработување. Владините проекти во образованието и така наречените активни мерки за вработување не ги дадоа очекуваните резултати. На тој план Груевски успеа само да ги зголеми буџетските трошоци. Од Агенцијата за вработување за наводно активни мерки за вработување од 2007 година па наваму потрошени се повеќе од 50 милиони евра. Што добивме за огромните милионски народни пари што Груевски ги потроши во изминативе 5 години за владени мерки за намалување на невработеноста? Податоците се поразителни. Во декември 2006 година учеството на неквалификуваните и полуквалификуваните невработени лица во структурата на невработените во Агенцијата за вработување изнесувала 51,3%. Денес, после 5 години и 100 дена владење на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ, овој процент не само што не се намалил, туку се зголемил на 52,4%. Еве уште еден поразителен факт за друга категорија невработени лица. И покрај рекламите и владините проекти за задолжително средно образование, дисперзирани студии, политиките на владата успеале структурата на невработените лица со средно образование во Агенцијата за вработување да ја намалат од 24,9 на 24,2, што значи дека и структурата на невработените со средно образование во Агенцијата за вработување останала готово иста, односно за 5 години владење овој број е намален за само 0,7%, а потрошени се над 100 милиона евра годишно буџетски средства на разни образовни реформи. Очигледно, парите дека не завршиле на вистинската цел, туку кај партиските лепачи на плакати на ВМРО-ДПМНЕ. Ете зошто Груевски е принуден својата основна мерка за справување со невработеноста да ја сведе на подмолно бришење на невработените од Агенцијата за вработување. Со неговата пеликан реформа, тој само во периодот од јуни 2011 година до октомври избришал повеќе од 47.000 невработени лица, а реално состојбата со вработувањето не мрднува ниту чекор напред, туку напротив, бројот на вработените се намалува. Премиерот Груевски во 2006 година ветуваше дека ќе зборува најмногу за економијата, а најмалку за политиката. Впрочем, за тоа ја доби довербата од граѓаните. Сега е јасно зошто магистерот Груевски, наместо заветените економски реформи, избра да го замајува народот со античката историја. Оттаму би било фер спрема граѓаните на Република Македонија, после ваквиот економски неуспех, да ја врати дипломата за економија и да запише студии по античка историја. Благодарам.